Кочани, збор на годината. Кочани во 2025 со огромна трагедија се впиша со крвави отпечатоци во ДНК-то на Македонија. Кажи ми како без тебе да бирам, кога ми требаш. Пулс кој е знак на живот, срце биење, предизвика трагедија од невидени размери, чии последици со години ќе ги чувствуваме и гледаме. На 16 март, преку ноќ, на музички концерт изби пожар кој избриша 63 млади животи. Над 200 се повредени и ги чувствуваат раните. По пожарот почна истрага која потрча по корупција и направи обвинение со огромен број луѓе. А на родителите, чии деца загина, прашањето беше: зошто не сите, туку само некои одговараат за корупцијата, за празнината која ми ја создаде негрижата на општеството. Се поголема празнина се ствара. Тоа што си го планирал во животот, нешто си градел, си стварал, си се надевал, дека ќе биде така и тоа сега одеднаш како кула од карти се руши. Тој монструм нека ги каже сите тие кои сега кои го штитиле и тогаш ќе биде јасно на целата јавност. Ние така ќе се одолжиме спрема смртта кон нашите починати деца и утре, кога ќе порасне мојата внука, да знае мајка и од што починала, кој ја убил. Истрагата си кажа дека обвинети се само оние за кои се нашле докази, дека се поврзани со пожарот и корупцијата во објектот, кој лажно со години се представуваше како кабаре за забава. Свесното игнорирање на безбедносните процедури од многу поединци и институции придонеле за исклучително тешките последици и неможноста да се спречи трагедијата и на време да се спасат 62 млади животи. Почне и судењето кое не се знае кога ќе заврши. Судење поради кое најблиските на жртвите ќе може да ги постават прашањата, на кои никој не сака да даде одговор. Зошто, како, колку жртви треба? Ниту им одговорија, ниту некој призна вина пред транспарентот со оние што загинаа. Денес го донесовме транспарентот со нашите 63 убиени деца, бидејќи да ги подсетиме убииците на нашите деца, што направија, бидејќи на претходното рочиште тие се изјаснија дека не се виновни. Зарем треба ние родителите да ги подсетиме зошто тие се наоѓаат во судницата? Никој од нив немаше ни грам совест и човечност да ја признае својата вина. Одговорите ги бара и во собрание, а публиката, која треба да ги даде одговорите, јас нема пред да ги чуе прашањата. Прво сакавте да ме манипулирате со нас, родителите. Тоа беше срамно од ваша страна и од државата. 9 месеци никој од вас не се појави во Кочани да подаде рака на нас, да ни изразе сочувство, особено само писменото обраќање, кај некој отидовме лично да се видиме, па и не ни оставија тогаш убав печаток. И си велам, така размислувам сега, додека ве слушам, велам, ние тражиме правда, вистинска правда за нашите деца. Не само за нашите, и за вашите. Кочани и дадената жртва треба да излезат на патеката на опоравување. Нешто што е тешко без да се заборават 63 млади животи. Уште е тешко да се направи забава, додека правдата е спора за уништената генерација, а животот на новите генерации минува без внимание, додека многумина вртат глава од она што се случи во градот. Според мене е нешто што треба да си функционира. Секако нашите млади одат у соседните градови на диско и веројатно диско не би имале ние уште на тој период. Нови, строеви млади ќе растат со сеќавање на генерацијата од 16 март. Осталите ќе се прашуваат зошто кај нас, а целата држава ќе го учи Кочани како голема, тешка лекција по историја за безвремената жртва на Кочани дадена во име на сите нас.
Ko